Насловот на мојата проповед денеска е верата и Библијата. И токму затоа утрово нешто нагласив по прашање на Библијата. Преку самата проповед ќе објаснам врската на верата и Библијата, но она што го имав како инспирација за ова проповед е тоа дека сите ние како христијани сакаме да имаме голема вера. Нашата вера да биде силна, да расте, но верата не е чувство. Ниту пак е некаков напиток да може да го испиеме и да се наполниме со вера. Библијата ни кажува дека верата е увереност во нештата што не сме ги видели. Верата е доверба во нашиот Бог. Верата не се добива со викање, ниту пак со собирање на слики на светци, ниту со тоа колку икони имаме дома наредено. Верата не се добива ниту со собирање на некакви реликвии, ниту ако носам крст со ланче. Верата дури и не е наследна. Во смисол, ако мојот татко има голема вера, не значи дека и јас морам да ја имам. Таа не се преточува. Затоа го знаеме онај познат она изјава дека Бог има само синови и ќерки, а нема внуци. Бидејќи секој треба лично да ја својата вера негува пред Бог. Ако верата не се добива со чуда, ако верата не се добива со викање или со собирање на реликви, тогаш како се добива? Стихот кој што сега ќе ви го прочитам ни кажува сушност кој е изворот на нашата вера. Во Римјаните 10 глава, 17 стих, ако читаме, таму пишува: верата доаѓа од слушањето на пораката, тоест од Божјото Слово, или во некои преводи стои од Христовото Слово. Овој текст јасно ни кажува, верата доаѓа од слушањето на Божјиот збор, на Божјото Слово. Многу луѓе со кои што сум разговарал се жалат дека Бог не им испратил доволно чуда во нивниот живот за да имаат вера. И затоа им е тешко да веруваат и затоа нивната вера била климава. Често пати луѓето знаат да кажат, ако Бог ми дадеше да видам пред мене со мои очи, да видам како слеп прогледува или како на некој раката му се исправа, тогаш ќе имав силна вера. Ако Бог ми дадеше да видам како оган од небото слегнува, ако ми дадеше да видам како мртов од гробот станува, тогаш ќе имав силна вера. Навистина? Што мислите вие? Дали тогаш вашата вера би била силна и никош не би се поколебале во Бог? Дури овие луѓе тврдат, Господ да ми дадеше да видам такво чудо, тогаш цел живот ќе му верував и никогаш немаш од него да се откажам. Ќе му бе верен на Бог до крај. Дали мислите дека таквото чудо ќе не направи да имаме непоколеблива и силна вера до крај? Ајде да погледнеме какви беа примерите во Библијата. Погледнете, израелците имаа можност да видат како Црвеното море се разделува. Ако зборуваме за некакви чуда, можеби тоа е најголемото физичко чудо било кога што се случило во историјата на човештвото. Да видите цело море како се отвара и тие имале прилика да поминат низ среде море, помеѓу две води. Па сепак по 10 дена истите овие израелци кои што со своји очи го видеа ова чудо, по 10 дена тие се откажаа од Бог и почнаа да се клањат на златното теле. Исто така имаме ситуација кога израелците гледаа како паѓа мана од небото додека минуваа низ пустината. Ова беше уште едно невидено чудо. Истите овие израелци за само неколку дена или наредниот ден веќе се побунија против Бог и искажаа недоверба. Ни ова чудо не и помогна тие да имаат една цврста и непоколеблива вера во нивниот Бог. Во Новиот Завет гледаме како луѓето го следеа Исус, како воскреснува мртви. Тој правеше да се умножуваат лебот, правеше слепи да прогледуваат. Такви чуда кои што беа невидени дотогаш. Па сепак само неколку
недели подоцна, истите тие луѓе вика распни го, распни го, распни го. Во овие работи ние гледаме дека чудата не се неминовен услов за раст на нашата вера, ниту се гаранција. Дури и Јован Крстител, кој што го виде небото отворено и Светиот Дух како што симнува врз Исус со своји очи, самиот тој неколку дена подоцна се пособнева и рече: прашајте дали тоа е ветениот или друг да чекаме. Во сите овие случаеви гледаме дека верата не доаѓа од чудата, иако тие може да ја поттикнат нашата вера, може да ја засилат. Но најсилен извор за нашата вера е Словото Божие. Затоа денеска мојот наслов е верата и Библијата. Ако сакаме да имаме вера која што ќе биде силна, тогаш она што ни го кажува самото Слово, вели, верата доаѓа од слушање на Словото Божие. Тоа значи дека од нас се очекува, сакаме ли да имаме силна вера, се очекува ние да се храниме со Словото Божие. И има две нешта кои што денеска сакам да ги нагласам по прашање на верата и на Словото. Првото нешто е дека Библијата е таа која што ја буди, која што ја активира и ја расте нашата вера. Нашата вера се активира преку Словото Божие. Таа ни кажува кој треба да е објектот или фокусот на нашата вера. Затоа кога го читаме Римјаните 10 глава 17 стих вели верата доаѓа од слушањето на Словото и тоа од Словото Божие или Словото за Христос, пишува во некои преводи. Зошто за Христос? Бидејќи Словото за Христос е тоа кое што ја буди спасоносната вера. Кога ние слушаме за Христос, прави да поверуваме во Него и да бидеме спасени. Ако го читаме целиот контекст овде, Павле првенствено зборува за спасителна вера. Тој зборува на почеток како луѓето ќе се спасат ако не слушнат. А како ќе слушнат ако нема проповедник? И како тој проповедник ќе отиде ако не биде решен да оди да благовести? Така да, во заклучок, Павле вели, верата доаѓа од слушање. Ако не сте слушнале за Христос, ако нема кој да ви каже, ако не слушате, нема да се појави вера. Но истовремено, многу теолози се согласуваат дека овој стих ни кажува дека и во генерална смисла нашата вера расте и таа се мотивира кога ние секојдневно го слушаме или примаме Словото. Затоа е важно ние постојано да се храниме со Библијата. Понекогаш ние проповедниците изгледаме досадни кога постојано огласуваме читај Библијата, читај Библијата. Има дури една детска песничка, може би некој од вас ја запамтиле, читај Библија, моли секој ден, моли секој ден. Не знам дали ја памтите, може би децата, но таа песничка се пее на многу места, укажува на тоа дека постојано се очекува од нас да се храниме со Библијата. И тоа е начинот на кој што нашата вера расте. Еден познат проповедник Двајт Муди запишал вака: се молев за вера и мислев дека еден ден верата ќе влезе и ќе ме удри како молња, но верата не изгледаше дека доаѓа. Еден ден прочитав во 10 глава од посланието до Римјаните дека верата доаѓа од слушање и тоа од слушање на Божјото Слово. Ја затворив мојата Библија и се молев за вера. Сега ја отворив мојата Библија и почнав да учам, а верата оттогаш расте. Гледате, дури и Муди се моля за некаква вера која што ќе влезе во него како некаква енергија, како молња вели, но таа не доаѓаше. И сватил дека верата доаѓа од читање, од слушање на Словото Божие. И од кога почна вели да ја читам Библијата редовно, тогаш верата во мене почна да расте. Затоа е важно се почесто да го слушаме или да го читаме Божјото Слово. И денеска за сите вас е предизвик да го правите тоа почесто. Знам дека живееме во време кога читањето на Божјото Слово не е популарно. Верувајте, толку сме, како да кажам, привлечени од други активности,
што понекогаш немаме време за Божиот збор. Имаме толку многу филмови за гледање, интернет, Инстаграм, Фейсбук, не знам што ти се не, можности за многу еден куп други забави и на крајот читањето на Словото Божие не изгледа непотребно. Па дури многу пати, бидејќи се случило да не го читаме со недели, си велиме, па еве не читав цело овој месец, па шо ми фали, ништо не ми фали, па сум си христијанин, супер сум. И ние сметаме дека па и не е тоа неопходно. Но ако сакаме да бидеме христијани кои што ќе имаме цврста и силна вера, тогаш е важно да научиме да го читаме Божиот збор. Скоро го слушав Томислав Зорич, еден наш брат од Хрватска, кој што е добар говорник и проповедник. Тој вели, не вели дека јас редовно ја читав Библијата, ама во моје време, вели, кога јас ќе се случеше да не ја читам Библијата, неколку дена чувствував некаква вина во себе си, се чувствував виновен, ми измачуваше совеста затоа што не сум читал ден или два или три. Вели, а денеска гледам христијани не читаат со недели, со месеци, ниту совеста ги гриза, ниту вина ги мачи. Како ништо да не се случило. И Томислав Зорич објаснува и вели, јас би предпочитал подобро, не дека е во ред и во првиот случај, но подобро да ми измачува совеста затоа што не сум ја читал, отколку да си живеам како ништо да не е погрешно. Затоа прашањето мое до вас е, ви измачува ли совеста кога не ја читате Библијата? Се чувствувате ли виновни или празни? Дали барем воопшто кај вас има некаков копнеш да кажете, Господе, денеска не ја читав Библијата, ми не достига. Би требало такво чувство да градиме во нас. И кога зборуваме за тоа дека верата, тоест Библијата, Словото Божие ја буди верата во нас, верувате, тоа не е само празни зборови. Сакам да ви споделам пример кој што зборува за тоа дека пред многу години во Московскиот театар познат московски актер Александар Ростовзев, тој се преобратил или поверувал во Исус токму на сцената додека кажувал текст од Библијата. Насловот на нивната представа бил Христос во смокинг. И оваа представа имала за цел да го исмева Исус, а не да го велича. Но самиот тој имал еден монолог, требало да излезе и да каже 2 стиха од Евангелие според Матеј. Стиховите кои што требало да ги каже на памет биле овие: блажени се оние што тагуваат, зашто ќе бидат утешени. И блажени се сиромашните по дух, зашто е нивно Царството Небеско. И интересно, додека Александар ги кажувал овие зборови и требало да биде само рецитирање или цитирање на овој текст и тука да заврши, наеднаш тој бил пресведочен од овие зборови и почнал да се тресе. И наместо да заврши тука, тој продолжил да чита од библискиот текст уште повеќе, бидејќи овие зборови го пресведочиле неговото срце. Кај него се родила вера токму во тој момент. Додека неговите колеги му мафтале, тропале, се закашлувале со цел да му укажат, да му давале знаци за да прекине, тој никако не престанувал. И на крај се сетил на една молитва која што ја учел како мало дете и тој паднал на колена пред сите и рекол: Господе, сети се на мене кога ќе дојдеш во Царството Твое. Пред да се спушти завесата, Александар го примил Исус за негов Господ и Спасител пред целата публика. Словото Божјо родила вера за спасение во неговото срце. И ова е вистинит настан. Затоа имајте во предвид дека кога го читате Словото Божјо, кога ја читате Библијата, тоа не е само читање на обична книга. Тоа е Божи збор. Во Прво Солуњаните, 2 глава, 13 стих, апостол Павле, зборувајќи до христијаните во Солун, нашите соседи, јужни соседи, тој сакал токму ова да им го нагласи. Тој им предочил дека пораката што тие им ја пренесуваат не е само порака од луѓе. И еве што напишал. Тој рекол вака: кога ја слушнавте од нас Божјата порака, вие ја прифативте не како порака што доаѓа од луѓе,
туку како Божја порака, што таа навистина и е. И сега таа действува во сите вас кои што поверувавте. Она што Павле сакал да им го каже на солуњаните, зборовите што ние ви ги пренесуваме не се зборови на човек. Тие се Божјо слово, Божји збор. И тие имаат моќ и тие делуваат силно во секој еден кој што ги прифаќа со вера. И кој е тој аспект на Божјото слово кој што има едно подлабоко влијание? Би сакал два аспекта да ви споделам. Првиот аспект е трансформирачката моќ на Божјото слово. Ние сме слушале безброј примери и случаи каде што Божјото слово за оние луѓе што го читале извршила трансформација, дури понекогаш и несвесно. Јас сум го споделувал примерот со еден човек кој што бил водач на банда во Русија и тој е вистинит пример. Неговото име било Павле Смолјони. Овој човек кој што бил еден од најсуровите криминалци во тоа време и безчувствително убивал луѓе, во една прилика дошол во допир со Библијата. И на почеток тој решил да ја задржи и ја ограбиле од некои мисионери, бидејќи сакал со неја да си виткат цигари. Но во една прилика, читајќи од Библијата, неговото срце било пресведочено. Тој се препознал себе си во Божиот збор и од тој ден тој решил да го остави криминалот, да го напушти лошиот живот, се покајал, дури отишол и се пријавил во полицијата и го одлежал своето време во затвор. Кога излегол од затвор, тој продолжил да проповеда за Божиот збор. И имаме многу такви случаеви. Еднаш напишав од Гидеон и примери за луѓе кои што дошле во допир со Библијата и како што е читале, нивниот живот се менувал. Имаме пример во Србија за девојка наркоманка која што кога дошла во допир со Новиот Завет, како читала од Новиот Завет, следното утро кога станала, таа била ослободена од дрогата. Повеќе никогаш не зела дрога. Затоа првиот аспект на Словото Божие е таа трансформирачка моќ. Таа Библијата е инспирирана, вдахновена од Божиот дух. Секој збор, секој стих, секое поглавје е внимателно избрано од нашиот Бог, за да може преку него ние да го запознаеме Бог, но и таа вистина да не трансформира нас. Нашите мисли, нашите ставови, нашите постапки додека читаме, почнуваат да се согласуваат со Божиот карактер. И оваа трансформација е клучен аспект за растежот на нашата вера. Менувајќи се преку Словото, нашата вера расте. Вториот аспект е утешната и охрабрителната улога на Божиото Слово. Ние велиме дека Библијата ја расте нашата вера. По каков начин? Бидејќи кога читаме во Библијата нашиот живот кој што е исполнет со предизвици, со проблеми, со искушенија, со неволи, ние во Библијата кога читаме, ние читаме за еден Бог кој што е секогаш со нас. Читаме за еден Бог кој што никогаш не напушта. Читаме за Бог кој што има неизмерна љубов кон мене и кон тебе. Читаме за Бог кој што со неговото присуство е постојано тука и со неговите ветувања тој работи за наше добро. И сите овие нешта, кога читаме за Божите ветувања, за Божјата верност, за Божјото делување, тие ни помагаат во моменти, во периоди на неволја, на тага, на разочараност, за да знаеме дека Бог и понатаму е со нас. Тоа ја зајакнува нашата вера, нашата надеж се обновува. Затоа е важно да го читаме Словото. Ние сакаме да имаме силна вера, да кажеме, Господе, сакам да имам таква вера што нема да се откажам никогаш од Тебе. Сакам да имам таква вера што ќе Ти верувам во секоја една ситуација. Сакам да имам таква вера што ќе Ти верувам за чуда. Бог вели, читај го моето Слово. Биди запознаен со моите ветувања. Ќе откриеш колку многу те љубам. Ќе откриеш дека јас сум секогаш со тебе. Кога читаш, ќе запознаеш дека јас секогаш сум бил со Божиот народ. Никогаш не сум го изневерил, никогаш не сум го оставил. И додека го читаме тоа нешто и го запознаваме нашиот Бог, нашата вера расте. Словото Божие има моќ да ја расте нашата вера, да ја прави цврста и силна. Луѓе кои што велат немам силна вера, мојата вера е слаба, понекогаш се прашувам колку редовно и колку постојано го читаат Божиот збор. Бидејќи ако го читаш Божиото Слово постојано, ако си запознаен, ако си дозволил тоа да пушти корени во твоето срце,
тогаш твојата вера ќе биде силна. Значи, првото нешто кога зборувам за верата и за Библијата е дека Библијата ја активира, таа ја буди, таа ја мотивира и ја расте нашата вера. Но има уште еден аспект. Има второ нешто. Зошто е важно да ја читаме Библијата и како таа е поврзана со нашата вера? Вториот аспект е дека Библијата ја држи нашата вера здрава и исправна. Што значи тоа нешто? Кога ние ја познаваме Библијата, ние не само знаеме во кого веруваме, ние знаеме и во што треба да веруваме. Тоест, што е исправно, а што е погрешно да веруваме. Важно ли е што веруваш? Важно е. Важно ли е во кого веруваш? Важно е. Ако веруваш во погрешни нешта, постојано ќе доживуваме заблуди и ќе имаме погрешни верувања. Причината зошто нашиот народ верува толку погрешни нешта, знаете ли зошто е? Затоа што нашиот народ не го познава Божјото Слово. Нашиот народ не ја чита Библијата и нашите свештеници не им ја пренесуваат вистината преку Библијата. Ова не е нешто кое што јас сум го заклучил. Ова нешто го заклучил еден познат деец, православен монах од Тетовско од 18 век. Неговото име е Кирил Печиновик. Неодамна беше прогласен од страна на православната црква за светец овој човек, но тој живеел во 18 век. И ако сте ја читале неговата книга Огледало, таму тој упатува многу критики за неговите колеги, за православните свештеници. И еве, напишав еден извадок во кој што Кирил Печиновик ги прашува селаните, го прашува народот, дали тие се поучувани од поповите за верата, за Библијата. И еве што му одговараат. Напишано е и начинот на кој што тој пишува на тој тетовски диалект. И јас ќе ви го читам на таков диалект, но верувам ќе го разберете. Еве што му одговориле селаните и тој го запишал во неговата книга. Попот досега никаква реч не ни кажал. Од неговата уста това не излагат никогаш. Нему со нас барабар да иде на свадби, на теферич, на ора, на лов, на секер, на потера, на алиш вериш, на прекупи продаде, му одговара. А за поучение ниту ние го прашуваме, ниту тој ни кажует. Ете така напишал Кирил Печиновик. Гледате што му одговориле селаните. Вели, попот кога иде, со нас вели му улежи да оди на свадби, на теферич, на муабет, на лов, вели, на купи продај. На сите тие места, вели, попот му оди. Ама вели, за да не поучува од Библијата, ниту ние го прашуваме, ниту пак тој не учи. Значи, колку е тој виновен, толку и они. И денеска состојбата не е многу поразлична. Причината зошто нашиот народ нема исправна вера, зошто верува во погрешни работи, е затоа што ниту нашиот народ се труди да ја чита Библијата, ниту пак поповите се учат да им ја пренесат вистината преку Библијата. Скоро еден мој колега, проповедник, ми спомна дека застанал на бензинска станица и вели го отворам багажникот од позади, му бил полн со Библии. Позади има такви малечки Библии, веројатно Нови Завети, и вели ме виде еден човек кој што и тој си точеше гориво, и тој помисли дека се некакви тефтерчиња. И рече, ќе ми дадеш ли од овие тефтерчињата од нотесите едно подарок? И човекот му рекол, ќе ти дадам, ама не са тоа тефтерчиња, тоа е Библија. Можем да ти подарам ако сакаш една Библија. И вели, кога тој слушна дека е Библија, рече, не, ако е Библија, не, фала, неќам, не ми треба. И вели, не сакаше да земе затоа што било Библија. Еве, тоа е начинот по кој што денеска, за жал, се однесуваме кон Библијата. Ја сметаме за нешто непожелно, па дури во некоја прилика и нешто опасно. Нашиот народ верува, ако ја чита Библијата, ќе му го испере мозокот, ќе го заблуди, ќе го направи фанатик, затоа не читај такви работи, држи се понастрано. Но кои се заблудите од тоа што нашиот народ не ја чита Библијата?
Денеска имаме еден народ кој што кога ќе има некаква потреба од духовна помош, правенствено оди на бајачи и на гатачи, наместо да се моли на Бог. Тоа доаѓа од непознавање на Библијата. Ако би ја читале Библијата, скоро имавме со една сестра разговор, тогаш ќе видиме дека има многу текстови во Библијата кои што зборуваат против тоа нешто. Тие зборуваат против одење на бајачи и на гатачи. Самиот Бог кажува дека тие не се испратени од Него. Имаме народ кој што верува во курбан, верува во амајли, верува во срекна паричка, па дури се тепаме во кој ќе се падне паричката за Василица или за Бадник, затоа што веруваме дека само тој во кого ќе се падне паричката ќе биде благословен таа година. Што е со останатите? Знаете ли зошто го веруваат тоа нашиот народ, зошто го верува? Затоа што не го запознале Бог преку Библијата, оној Бог кој што дава благослов на секој кој што го бара од Него. Нашиот Бог е добар и тој не го ограничува својот благослов само на еден во семејството. Да каже, извини, тебе не се падна паричката, за тебе немам благослов. Јас не познавам таков Бог од Библијата. Веќе Библијата кажува дека Бог е добар и дава на секого кој што ќе дојде од Него да побара. Затоа треба да ја читаме Библијата. Во една прилика се изненадив и се шокирав кога еден брат христијанин, кој што редовно оди на црква и тоа во евангелска црква, беше поканет на телевизија и таму на телевизија тој кажуваше што е тој во хороскопски знак и како неговиот знак му помагал, не знам, за одредени нешта да успее. Јас велам, очигледно овој брат не ја чита Библијата. Бидејќи Библијата кажува да не веруваме во звезди, да не се водиме под звездите. Библијата ни кажува дека не треба да веруваме во хороскоп. Затоа е важно да ја познаваме Библијата, бидејќи Библијата ни помага да ја обликуваме нашата вера, да знаеме во што е исправно да веруваме и во што не е исправно. Има еден многу други куп на работи кои што нашиот народ ги верува. Веруваме во джаламари, во коледарски огнови, веруваме во молитва на светци, во раздавање на мртви и во еден куп други нешта, затоа што не ја познаваме Библијата. Затоа Библијата не само што ја расте нашата вера, Библијата ја обликува нашата вера. Таа ни помага да знаеме во кого да веруваме и во што да веруваме, што е исправно и што е погрешно да веруваме. И за многу други работи, например, од каде знаеме каков е нашиот Бог? Од каде знаеме дека Бог е милостив, дека е добар, дека е полн со љубов? Па ни кажува Библијата. Библијата ни кажува. Има една песничка Бог ме љуби, дознав од Библијата. Ја пеат дечињата. Ние знаеме дека Бог е добар од Библијата. Знаеме дека Исус умре на крстот за нашите гревови, бидејќи тоа ни го кажува Библијата. Ние сите го знаеме познатиот стих Јован 3:16. Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син. И секој што верува во него нема да погине, туку ќе има живот вечен. Но тоа е запишано во Библијата. Ние знаеме како треба да пристапуваме на Господовата вечера и што треба да веруваме за Господовата вечера, бидејќи тоа ни е запишано во Библијата. Ние знаеме како треба да се молиме, бидејќи ни е запишано во Библијата. Исус ни ја кажува молитвата Отче наш. Ние знаеме што Бог мрази и знаеме што е грев, бидејќи тоа е запишано во Библијата. Затоа нашата вера е искристализирана и обликувана преку Библијата. Ако ја читаш Библијата, ти ќе знаеш да се заштитиш од многу погрешни верувања. Ќе знаеш што е исправно да веруваш и што е погрешно. Но ако не ја читаш, како што велиме народски, ќе веруваш и во баби и во жаби. Тогаш ќе веруваш во се и сешто. Затоа, за твојата вера да не биде паганска, за твојата вера да не биде заблудена, читај ја Библијата. Живееме и во време во кое што една од причините зошто луѓето не ја читаат Библијата, особено на Западот сега се појавува едно такво постмодернистичко, да кажеме, уверување, движење и мода. Денеска живееме во време во кое што чувствата се над фактите. И чувствата преовладуваат. И ќе слушате на Западот, отаму доаѓа и таа идејата за
трансродова идеологија, дека можеш да бидеш тоа што ти се чувствуваш. Ако се чувствуваш како женско, си женско. Ако се чувствуваш како машко, тогаш си машко. Но ова идеја преоѓа дури и во црквите. Во која смисла? Се повеќе има верници кои што велат не мора да ја читам Библијата, не е важно што учи Библијата, важно е како јас се чувствувам. Јас се чувствувам дека сум Божјо дете, јас се чувствувам дека Бог е со мене, јас се чувствувам дека сум полн со вера. Во тој случај мене не ми треба да ја познавам Библијата. Скоро гледав на Facebook едно интересно видео, каде што една лесбејка објаснува и вели, кога јас ја бакнав мојата девојка, вели јас се исполнив со чувство на присуство на Светиот Дух. И за мене тоа беше потврда дека Бог е со мене во таа врска и дека Бог ја одобрува таа врска. И бидејќи јас добив едно такво чувство, убаво чувство, мене не ми треба да ја читам Библијата. Гледате каде е заблудата. Заблудата е дека ако јас во тоа нешто се чувствувам добро, замислете, некој христијанин одлучил да си има швалерка и тој се чувствува убаво. Вели, секојаш кога ќе се видиме, многу убаво се чувствувам. Леле да знаеш што ми е убаво. Бидејќи јас се чувствувам убаво, тоа е за мене потврда дека Бог е на наша страна. Бог ја одобрува нашата врска и тогаш ја не мора да ја прашувам Библијата. Што Библијата кажува за тоа нешто? Бидејќи ако ја прашам, тогаш ќе знам дека не треба да сум со таа личност. И ако тоа го примениме во било што друго во нашиот живот, ние тогаш ќе си најдеме оправдание за се. Може да кажеме, кога лажам, јас се чувствувам многу убаво. Кога си бркам у касата, јас се чувствувам многу убаво. Многу ми е убаво. И ние можеме да се чувствуваме многу убаво за многу други работи. Кога се коцкам, се чувствувам убаво. Кога гледам порнографија. Тогаш каде е Библијата? Библијата е тука за таа да ни каже што е исправно, што не. Во што треба да верувам, во што не. А не за што се чувствувам убаво. Може би се чувствуваш убаво во сите тие работи, но тоа не е Библијата. Тоа не е Божиот збор. И сега стигаме конечно до крајот. Колку ти ја читаш Библијата? Ако Библијата е клучна и неопходна за растот на нашата вера и за обликување на нашата вера, тогаш клучното прашање е, ја читаме ли редовно? Ја познаваме ли доволно? И никогаш не можеме да кажеме дека доволно сме ја запознале. Пак ќе го цитирам Томислав Зорик, тој во една прилика некој му рекол, па добро, ти ја познаваш ли целата Библија? Ја разбираш ли ти целата Библија? И тој му одговорил искрено, рекол, не ја познавам целосно и не ја разбирам, и до крај нема да ја разбирам, но тоа не ме спречува да продолжам да ја читам. Бидејќи Бог во неговата мудрост секогаш ни го открива тоа што е потребно. И може би ви се случило и на вас, некој текст сте го поминале 10 пати, но кога ќе го поминете 11 пат наеднаш, ќе ви се отворат очите и викате, како јас ова не сум го видел до сега? Како не сум го забележал? Бидејќи може би немало потребно, не си бил во таа состојба да ти треба тоа откровение. Но Бог сега ти го открил и за тебе било толку сладко што си го открил. Викаш, леле, колку ми е убаво што ова го разбрав. Гледај, како наеднаш ми се отвори, ми се откри, ми се јавја се. Тоа е Божјото откровение. Тоа е едно такво посебно откровение што ни го дава Светиот Дух додека читаме Библијата. И таа ни доаѓа во вистинско време. Но тоа ќе се случи само ако ја читаш. Ако ја ставиш таму витрината да ти чува среќа како реликвија, верувај ќе се лишиш од многу благослови, од многу откровенија и нема да знаеш што е исправна вера. Ќе живееш во многу заблуди. Затоа ово утро, зборувајќи за верата и за Библијата, јас сакам да те охрабрам. Читај Библијата редовно. Тоа ќе ја расте твојата вера и тоа ќе ја обликува твојата вера. Ако сакаш да имаш исправна и жива вера која што расте, читај ја Библијата. Амин. Може да се исправиме.